Добре дојдовте назад во Лапонија, на тест полигонот на Континентал. И првата вежба ја започнуваме за да ја почувствуваме разликата помеѓу дебелината на шарите, бидејќи иако имате зимски гуми, многу е битно колку е длабока шарата. Што тоа значи? Не им верувајте на зборовите, туку верувајте им на очите. А за вашите очи, јас сега ќе ги направам овие тестови и благодарение на телеметријата ќе ги видите резултатите и разликите во сопирање. Новите зимски пневматици се развиени и наменети за возилата од компактниот и средниот сегмент, па затоа ќе се нудат во димензии во диаметар од 14 до 17 инчи. Овие сегменти се најпопуларни и најмногу возила се наоѓаат на патиштата токму од нив. Мисијата на Континентал е да ја зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот и да ја намали црната листа која укажува дека на секои 2,5 минути се случува сообраќајна незгода. Поради тоа, со новата патентирана состојка на пневматикот и неговата архитектура го намалува водениот клин, односно аквапланингот, и ја намалува патеката на сопирањето на влажен колосек. Тоа е овозможено со профилот чија форма овозможува испомпување на 10,3 литри вода во секунда при брзина на движење од 80 км на час. Концептот на 3 кластери на шарата овозможуваат супериорни карактеристики на снежна и замрзната површина со употреба на флексибилни полимери. Возачите ќе добијат врвна перформанса на повеќе поминати километри и намалена потрошувачка на гориво. На кратко, ТС 870 се подобри во сите карактеристики од претходните за 2 до 7% во зависност од категоријата, додека бучавоста од 74 децибели ги прави најтивки во својата категорија. Се наоѓам во автомобилот кој има прописна зимска шара, односно има 10 мм дебела шара. Ова што го гледате тука е телеметарски инструмент кој ќе ни покаже заврзувањето како се одвива, но и сопирањето. На полигонот ќе имаме можност да направиме неколку кругови и ќе го имаме најдоброто време. Гумите се единствените кои ја пренесуваат силата, но и сопирањето како и управувањето. И сега ми е дозволено да тргнам. Треба да забрзам до 43 км на час и потоа панично да сопирам и тоа сега го правам. Инструментот ќе покаже колку време ми треба за да сопрам. 32,42 метра, но при брзина од 43 км на час. Прекрасни услови за тестирање на било што да се тестира, но тука сме за пневматиците. И основно прашање е која е разликата помеѓу зимските и летните пневматици. Јас имам примероци од материјалите и еве гледате. Во мојата лева рака е материјал со кој се прават зимски пневматици, додека во десната летни пневматици. Материјалот за летни пневматици се укрутува, така да перформансите на самиот пневматик се лоши. Освен големата совитливост, материјалот со кој се прави зимски пневматик е направен и со адекватна зимска шара. Овие ламели, кои што ги гледате, како и овој канал, имаат активна улога и активно работат при ротацијата на пневматикот, па сите овие канали се чистат од мраз и снег. Но да видиме како тоа изгледа во пракса. Пред малку ви демонстрирав што значи во материјал разлика од летна и зимска гума. Сега се возам низ патеката со летните премиум контакт 6, кои се извонредно високо оценети. Но во овие услови, оваа летна гума е поинфериорна од најлошата зимска. Затоа секогаш препораката е да имате пневматици онакви какви што налагаат временските услови. Не е дека вие не може да возите на снег и мраз, како што ги гледате условите, но морате да бидете извонредно внимателни, секогаш да бидете на штрек и да возите многу поспоро
отколку што мислите дека треба да се вози, бидејќи самиот материјал се укрутува. Онаа шара која ја има гумата не е адекватна за овие услови, нема доволно вентилирање на самата шара и тогаш може да се дојде до една сосема рамна површина која се лепи околу пневматикот и да се случи она што не би сакал никој да се случи. Најдобрата летна гума е многу полоша во зимски услови од најлошата зимска. Се наоѓам во автомобилот кој ги има новите зимски пневматици Continental Winter Contact TS 870 и веднаш се чувствувам многу поинаку отколку во автомобилот со летни пневматици. А тоа значи дека имам добра контрола и не треба многу да работам со управувачот, бидејќи возачот има одлични информации, одличен фидбек од она што се случува под автомобилот. Што се однесува до нагли свртувања, тоа е сосема прифатливо, односно многу прецизно. Сега се наоѓам на делот од патеката исполнет со прашкаст снег и многу лесно го поминувам овој голем свиок на кој што сум по обичај со други зимски пневматици можно е малку да го изгубите правецот на одење. Влагам во голем свиок десен кој што е со натабан снег и мраз, но повторно немам никакви предизвици ниту проблеми со управувањето. А со пирањето, иако го направив нагло, многу е добро, бидејќи самата архитектура на пневматикот е таква да блоковите активно работат и сваќаат што треба да се направи. Секоја чест за TS 870. Како што гледате, ова зад мене е Toyota GT86 и се наоѓаме на Drift Challenge-от, круната на денешниот настан. Поентата е едноставна. Патеката треба да се помине со странично лизгање, а оценувањето се вршеше преку сензорите кои го регистрираа секое странично вртење поголемо од 20 степени. Во принцип, дрифтот е едноставна работа. Треба само да се дестабилизира автомобилот и што подолго да се задржи во позиција на лизгање. Тука треба да се усклади управувањето, притисокот на педалата за забрзување, но и со левата нога, кога е потребно да се дозираат сопирачките. Теоретски лесно, но на дело ниту приближно. Повеќето колеги се бакнуваа со снежните ѕидови околу патеката, се вртеа околу сопствената оска и излегуваа од Тојотата GT86 дезориентирани. Предизвикот да биде поголем имавме можност да извозиме еден круг за запознавање, а вториот веќе се бодуваше. По лошиот старт успеав да влезам во најостриот свиок како што требаше. На средината од свиокот додатов сила на моторот, воланот го свртев енергично налево, па веднаш контра во правецот на пролизгувањето. Почувствував дека ја владеам ситуацијата. Со кратки дозирања на силата на моторот и вистинската контра, мојата Toyota се движеше странично до влезот на следниот свиок, каде ја наместив со кратко цимање на сопирачките со левата нога, со десната удрив на педалата за газ и адекватна контрола со воланот. И повторно правецот на движење го гледав низ страничните стакла, а не низ шофершајбната. Странично влегов на целта и морав да застанам. Половина час чекавме на резултатите. Прво место го освои колегата од Хрватска Јуре Шебаљ, а второто мојата маленкост со напомена дека сум сопственик на најдолгиот и најубавиот дрифт.